Добар ден и добродојдовте во петочното издание на Студио 1. Со мене Владко Чаловски и мојот колега Антонио Крстевски. Антонио, пред да почнеш со најавите и што е она што ќе огледаме во денешното издание на Студио 1 и целата програма на 1 ТВ, да им посакаме на гледачите среќни великденски празници. Среќни великденски празници и од моје име. Да, појде. Денеска подготвивме низа интересни содржини со кои што ќе го задржиме вашето внимание. Почнуваме од почеток во овој прв блок Отворено Студио 1. Ќе ги пуштиме и сечоците од гостувањата во вчерашното Отворено Студио 1. Почнуваме со Ирена Стериовска и Гоце Марковски, учесници во шарената револуција. Продолжуваме со Антон Митрев и Силвија Митрева и Кире Костов и Летка Димовска Полизова. После овој блок во 14:30 следуваат вестите со колешката Лепа Џундева. Во вториот блок, кој што почнува во 15 часот и 20 минути, ќе разговараме со Павел Маслов, представник од Скопскиот филмски фестивал. Разговараме на темата за окружување на и годинешниот Скопски филмски фестивал, кој што траеше една недела. Секако потоа следува и Дејан Андоновиќ со анализа на вестите од регионот и светот. Во 16 часот следуваат вестите, повторно со колешката Лепа Џундева. Следува потоа Маја готви, добро познатото кулинарско шоу на 1 ТВ, а во 17 часот јас и Чаловски повторно се враќаме во студиото. Тема ни е посетата на папата, односно улогата на религијата во општеството. Разговараме со Цане Мановски, поранешен председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници. После овој трет блок Отворено Студио 1 следуваат секако забавните содржини, односно емисии на 1 ТВ, Звезда број 1, ексклузив Сергеј. Во 20 часот пак следува централниот дневник на 1 ТВ, а после него и спортската емисија со колегата Дамјан Николовски, каде му гостува добро познатата македонска кошаркарска легенда Тодор Гечевски. Чаловски, да почнеме со исечоците. Така, како што најави Антонио, вчерашни гости овде во Отвореното студио беа двајца представници на шарената револуција. Имено шарената револуција деновиве постојано е во устите на кандидатите за председател на Република Македонија, кој што влегува во вториот круг. Меѓутоа, што она за што се бореше шарената револуција? Дали еден од кандидатите ја заслужува поддршката на шарената револуција? Представниците Ирена Стериовска и Гоце Марковски, кои што беа во студиото, разговараа со Кристина Атовска, велат дека најпрво тие треба, односно председателските кандидати, да седнат со активистите на шарената револуција, да разговараат за некои прашања за кои што се уште и двајцата немаат одговорено, а за Селјановска вела дека прво треба да се извини за претходниот режим, доколку сака да ја добие поддршката која што Селјановска Давкова ја побара. Гледаме само еден мал дел, а целиот разговор, како што веќе ви е познато, на каналот на 1 ТВ на YouTube, како и на сајтот 1tv.mk. Марковски, дали шарената револуција ги исполни очекувањата со оглед на фактот дека режимот падна, што беше едно од главните барања, меѓутоа имаше низа други барања кои всушност беа и борба против режимот, слободни медиуми, правда? Дали сметате дека се исполнети тие принципи? Според моје мислење, сметам јас дека шарената револуција делумно ги исполни своите цели. Успеавме да го детронизираме главниот идеолог на претходниот режим, Никола Груевски. Меѓутоа, се разбира аномалиите против кои што се боревме и тогаш се уште се присутни и денес, се провлекуваат, има траги во нашето општество. Се забележува зајакнување на институциите во насока на борбата која што сакаме да ја оствариме, меѓутоа ниту далеку не сме задоволни од нивото кое што моментално е во општеството и поради тоа сметаме дека особено ние
во континуитет марширавме и повикувавме нема правда, нема мир, а касни доцни правдата која што треба да биде испорачана, особено за во високата корупција од страна конкретно се реферирам на случаите за СЕО. Така да се разбира, тука сме, будно ги следиме составите, голем дел од нашите другари, соборци и заради таквиот расплет на ситуацијата ги зафати известна апатија, меѓутоа ни од далеку не смееме да се предадеме и немо да ја следиме ситуацијата, бидејќи имаме одговорност во овие исклучително сензитивни историски периоди за нашата држава да дадеме свој придонес во политичкиот контекст. Кандидатката на ВМРО Гордана Силјановска рече дека ќе ве повика да разговарате и ќе бара вашата поддршка на предстојните избори. Очигледно ова се должи поради некои негативни ставови кон актуелната владеачка гарнитура од страна на активисти на шарената револуција. Меѓутоа, дали може да се надева Гордана Силјановска на вашата поддршка? Еве, оваа прилика во моментов ја користам да на некој начин промовирам иницијатива од делот од учесниците, активистите на шарена револуција, која што ја има за цел на повикување на мегдан на двајцата кандидати за председател, бидејќи сметам дека првично е лицемерно во оваа ситуација од наша страна, доколку би биле пасивни иако повикани да го поддржиме едниот или другиот кандидат, и сметам дека треба да се оформи и ова иницијатива за оформување на платформа како би можеле ние да комуницираме на директна комуникација на луѓе кои што се идентификуваат со принципите на шарена револуција со кандидатите кои што повикуваат на поддршка од шарената револуција. Односно, што значи тоа? Тоа значи дека ние планираме да воспоставиме директен линк на комуникација во кој што на некој начин не би се дозволило декламаторско и сувопарно некакво ветување и повикување, туку ние, бидејќи од секогаш шарената револуција носела во себе капацитет да препознае квалитет, идеја и стремеж. Она што е во моментов битно и без кое што било кој неопределен, кој што има резерви и кон едната и кон другата, особено партии кои што ги поддржуваат кандидатите, сметам дека е битно да се адресираат одредени прашања директно до кандидатите, со кои што би можело да се ние како активисти, како борци, како се уште залагачи за идеалите, за принципите на шарена револуција, да оцениме полесно на кого треба да му се даде поддршката. Дали овие прашања ќе бидат поставени пред вториот председателски круг? Да, веќе утре во јавност од име на дел од активистите од шарена револуција ќе побараме, ајде да речеме, мегдан со двајцата кандидати. Ќе биде барање лиферувано и во медиумите и директно до нивните штабови изборни, на кој што, доколку кандидатите би прифатиле средба, бидејќи ние сме генерално по неформални обраќачи на политички пораки, тоа може би било некакво кафе, видување со тоа што би можело да ги адресираме прашањата кои што нас ни се уште неодговорени, а не интересираат, за да можеме да им ја дадеме поддршката секој заседно. Го видовме дел од гостувањето на Ирина Стериовска и Гоце Марковски, а ние продолжуваме на следното гостување кое што вчера беше актуелно во Отворено студио 1, а тоа е една многу интересна приказна, односно цел која што ја имаат зацртано Антон и Силвана Митреви. Ти имаат цел со мотор да го обиколат целиот
свет. До сега тоа им успеало во Европа, Австралија и Азија, останува американскиот континент да го минат. Меѓутоа, велат дека тоа ќе се случи многу наскоро. Тие беа гости во Отворено студио 1 кај колешката Анета Кочишки, го раскажаа целиот оној процес на подготвување и како тече патувањето. Да го видиме и ова гостување. Секој утро се качувавме на мотор, пакувавме куфери, не знаевме вечерта кај ќе преспиеме, не знаевме што ќе јадеме, го шитавме светот. Тони, каде бевте се? Па како што кажавте, значи на 20 јуни минатата година тргнавме од плоштадот во Скопје и поминавме, значи прво беше Бугарија, Турција, Грузија, Русија, Казахстан, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан. Сите станови, Сите добро? станови што се по списокот, потоа се префрливме во Индија. Индија попрешно ја возевме речиси цела на исток и влеговме во Непал. Непал поминавме убав дел од државата. Потоа повторно се вративме во Индија затоа што мораме повторно преку Индија да се префрлиме, односно преку Мјанмар за Тајланд. Од Тајланд заминавме за Малезија. Малезија се префрливме во Индонезија. Значи, Индонезија возевме буквално цела од северниот дел на Суматра до скроз југот на Јава и потоа и островите Бали, Ламбок. Има тука многу Места? Многу други места кои во моментот и не можеме да ги... Завршивте во Австралија? Да, од таму се префрливме во Австралија. Австралија ја поминавме по тој централниот дел, значи од Перт до преку Аделаида, преку Мелбурн, Камбера, Сиднеј, па скроз до малце погоре до Пред Бризбен. Да, Бризбен. И потоа од Сиднеј се префрливме во Европа, поточно во Барселона, Шпанија. Да, и од се Шпанија... враќате со авион од Австралија во Европа, Барселона, од Барселона назад со мотор. И тоа се трае, рековме, многу долго. Зошто човек би го направил овој подвиг? Па ние се одлучивме, бидејќи во светот на мотоциклизмот има многу мотори што го заобиколиле светот и биле на сите континенти. Македонски мотор со македонски таблици, македонско знаме немаше до сега. Сакавме да бидеме први. Успеавме за 3 континента, значи Европа, Австралија и Азија ја поминавме, останаа уште 2 континента. Сакаме да бидеме првиот мотор што ќе направи тоа македонски мотор. Тоа значи дека Америка и Африка остануваат како следни дестинации? Да. Но тогаш би почнале од Африка, па би се префрлиле у Јужна Америка, Америка, Канада и би се вратиле назад. Кој беше од двајцата задолжен за, да ги наречам, најсериозниот дел од подготовките да се тргне во ваква авантура? Прво едниот или двајцата бевте во тоа да ја одредите рутата, каде ќе се вози, да се обезбедат финансиски средства и така натаму. Мене од она што малку ве гледам и се чини дека тоа го правите многу заеднички. Сега не знам дали грешам. Да, точно, во право сте. Значи тоа го правевме заеднички, тоа и тие припреми траја речиси 1 година. За таа година покушавме колку можеме да се едуцираме, да
да дознаеме многу повеќе за државите. Пред низ кои ова треба да патешествие, Така. која би била најдолгата дестинација со мотор или колку време најдолго сте поминале на мотор? Па добро, сме имале тури кои во главном биле европски. Сега ни е смешно да кажеме Италија, Германија, Австрија. Тоа е како Мислам, до Драчево да одите, да. Да. Добро. И на југ, Грција, Турција, ваму на истокот и така. Добро, затоа Тоа прашав, било се. ова патување сигурно барало посериозни подготовки, да ги знаете и временските услови што ќе ве чекаат и култури на кои ќе наидете, типови на народ и така натаму. Тоа го дознавме во главном преку интернет, значи баш покушавме истражуваме да се вклопиме во тие временски зони, во временски ја не знам како ги нарекуваат они. Сепак тешко се вклопивме на крај. Интересен подвиг на Антон и на Силвана. Целиот разговор секако можете да го проследите, уште еднаш ќе напоменам, на сајтот 1tv.mk и на каналот на 1tv на YouTube. Ние преминуваме на последниот хайлайтс од вчерашните гостувања. Чомовски обработи една интересна тема, зборуваше за онаа музика која што има во црквите и манастирите, заедно со композиторот Кире Костов и со Летка Димовска Полизова, диригент на хорот Злата Мегленска. Нема да должам многу, ќе ги слушнеме нивните изјави. Кога Кире Костов вели нешто му се дига од отробата, би сакал да поскока кога ќе го чуе хармонијата на хорот. Што вас ве води? Имате некаква интерактивност меѓу музикалноста на хорот и музикалноста на храмот? И ехото на храмот? Се е тука вградено. Со еден збор, едноставно, она што го ме обзема, таа музика. Заедно, значи, не само музиката, убавината на музиката, убавата хармонија, амбиенталноста на црквата, на секој еден храм, каде што се пее таа програма, тие композиции. И она како возврат кој ќе го слушнеш и убавиот глас на хорот, мислам, сето тоа прави една симбиоза на едно волшебство, да не кажам. Една торжественост се чувствува, која што те понесува едноставно и те обзема таа музика. Костов, дали манастирите, дали црквата е всушност некоја исконска архива на македонското битие, од музика до преданија, до собиралишта и така натаму. Што вас ве водеше во предизвикот да направите, сите велат, едно соедно ремек дело со Златоустовата хармонија на монасите? Како тоа го изведовте? А пред да почнеме со тоа, јас би ја замолил режијата малку да отидат неколку инсерти од Великиот петок со тивката музика и со ќе каже Кире Костов што е тоа без гласно или без збор. Божествена литургија на Свети Јован Златоуст. Да. Таја да ја пуштате. Пуштете ја мола малку. Тоа е со хорот. Вели се, женски. Се следната numera да ја најдете, па ќе успеавте, како го направивте тој музички својден спектакл кој на оден начин се вградува и како традиција и како анимација и на монасите и на монаштвото. Значи вака, мора малце поназад да почнем.
Немој само многу полазно Не многу. од кавалаци да почне. Не многу. Да поле. Да. Како до то? Добро. Тука и Господ поврза со сите нас. Тука дилема немам. Имаме една пријателка, моја школска другарка, Мирјана Илиевска, Дана Иловска сега. Или Мина. Сите знаат, да. Мирче Кире, те молам да дојдеш во црквата Света Богородица во Матка, пеат 4 монахини да чуеш шо пеат. А вика Мирјана, да, те молам. Првиот повод одам таму, јас онемувам натре. Значи, онемувам буквално. Пеат некоја музика, за мене непозната, толку силно духовна, што јас седев вака 2,5 сати, не мрднав едно сантинче. Јас сум мрдач, трчаш. Ко Господи, шо е ова нешто? Пеа таква музика со такви модуси староцрквени, кои што во тие времења и не постоеле, ги немало. Тие дошле во барокот, во Европа. И одам дома, викам на мојата сопруга, викам Кармен, ова, значи, баре начин молите да поможеш да го снимим. Некако. Од каде се сестрите? Од Велјуса, од Струмица. Иде до Наум. Иде до Наум. Значи, благодарение на неговата преосвештеност, Дедо Наум, владиката Струмички, и на фондацијата Благовестие, која ја водеше Снежка Ѓоргиевска, Снежана, во разговор со нив успеавме да направиме еден разговор во кој што реков јас. Музичкиот дел оставите ми го мене, а се друго ваше. Колку ви требаат уште да пеат, викам уште 4 ви требаат, најмалку. Најдовме од скопските. Таа е музика византијска од 13 век. Извор. Ја пеат само во женските манастири. И овој разговор секако може да го погледнете во целост на интернет страницата на 1 ТВ. Јас и Чаловски се одјавуваме од овој прв блок Отворено студио 1. Следуваат вестите со колешката Лепа Џундева. Во недела, за време на великденскиот ручек, ние сме со вас. Со многу музика и атрактивни гости, ќе ви го разубавиме денот и расположението. За придошлу